Токму заради тоа што општина Ново Село станува се поатрактивно туристичко место, општината оваа година започна со проект за реконструкција на платформата на Колешинскиот водопад, реконструкција на постоечките летниковци, обновување на патеката и подобрување на условите за посетителите, за нашите туристи кои што го посетуваат ова преубаво место, имајќи во предвид дека годинава е доста врнежлива, водопадот има вода како пред 10-15 години и што станува се поатрактивно за туристите. Во истиот проект кој што денес го подпишавме договорот, влегува и реконструкција на дел од реквизитите на Мокринските извори како туристичко место, а паралелно на ова, затоа што за нас водопадите се маркантни и бележливи, и сите не знаат по тие водопади, во Смолари, преку Светска банка, наскорно ќе почне асфалтирање на улицата до скалите за водопадот, а во меѓувреме е направена платформата, метална овој пат, метална платформа за гледање на Смоларскиот водопад, кој што е најголем во Македонија, и истата очекувам во текот на месец мај веќе да почнат градежните работи на лице место и да биде поставена и да ги прими првите туристи веќе на средината на летото. Прво, за Смоларскиот водопад, секако дека проектот, кој што е финансиран преку владата на Република Македонија и преку унгарскиот кредит, е планирано да биде метална платформа, баш заради да спречиме следни вандалски вакви случувања, затоа што, како што знаете, пред 2 години непознати сторители преубавата платформа ја запалија. А за Колешинскиот водопад планирано е постоечката платформа која што е дрвена и е во оштетена состојба, истата целосно да се реконструира, планирано е летниковците да се обноват, оградата покрај пешачката патека и дел да се реконструира постоечката патека за да ги подобриме и да го зголемиме капацитетот на туристи, затоа што се повеќе луѓе доаѓаат, а и како што кажав, во моментот оваа врнежлива година даде да водопадот биде поживописен во однос на сите претходни 10 до 15 години. Конкретно за реконструкцијата на Колешинскиот водопад и на Мокринските извори, планирани беа 500.000 денари, но со електронска аукција изведувач е избран за некои 370-80.000 денари, а за Смоларските водопади металната платформа чини преку унгарскиот кредит негде околу 600.000 денари, а за асфалтирањето на улицата обезбедените пари преку Светска банка се во износ негде околу $100.000.